Со SMS порака, земјоделците во Преспанско добиваат известување кога и со какви хемиски препарати треба да ги прскаат овошните насади за да спречат појава на болести и штетници. Љубе Пампулевски е еден од најголемите производители на јаболко во Преспа и токму денеска добил порака дека во рок од 3 дена треба превентивно да ги прска овошките со пестициди за да ги заштити. Порано имавме одвидување, третирање, имаше и случаи каде што го гледаш комшијата оди да третира, одиш и ти требало или не требало, така символично кажано, или по препорака на агроном или продавач на препарати во земјоделска аптека, кој што секако му беше примарна цел да продаде што повеќе препарати, со што би можело да кажам дека се доведуваше и самото производство до одредена мера да не биде доволно здраво јаболкото, меѓутоа тоа е сега променето. Со примена на овие иновативни практики имаме прецизно и точно третирање, временски кога треба тоа да се изврши и количински се разбира и со што треба да се истретира. Пораките до земјоделците стигнуваат од локалната агрохемиска лабораторија, од каде што електронски се следат 7 агрометеоролошки станици поставени на различни локации во Преспа. Овие станици мерат околу 40 параметри, како на пример температура на воздухот, брзина на ветер, влажност на воздухот или сончева радијација, врз основа на кој што се утврдува каков е ризикот од појава на болести и штетници со цел рационално користење на пестициди и ѓубрива за да се намали нивното штетно влијание врз околината. Целта на агрометеоролошките станици е да земјоделците добиваат информации за точно и навремено третирање на овошните насади. Третирањето значи заштита на овошните насади со хемиски препарати, а досегашната практика на земјоделците била да тие третираат напамет, со тоа што прскаат по 20-30 пати, а сега со овие информации кои ги добиваат од автоматските агрометеоролошки станици, третирањето е во оној период кога е потребно, намален е бројот на третирањата на 15 до 17, со тоа вршиме заштита на животната околина и заштита на материјални средства на земјоделците. Во Преспанскиот регион има дури 4200 регистрирани земјоделци, од кои најмногу одгледуваат јаболко. Јаболковите насади во овој регион се простираат на 7000 хектари, а овоштарството е главна дејност на локалното население повеќе од 100 години. Иако има поволна клима и почва, специфичните геоклиматски фактори, како на пример слабиот провев во овој крај, го прават преспанското јаболко чувствително на болести и поради тоа земјоделците во минатото постојано ги прскале овошките со пестициди кои ја загадуваат околината. Поставувањето на агрометеоролошките станици ја намали употребата на пестициди за третина. Сега имаме далеку подобар квалитет на производството на јаболко, значи поквалитетно јаболко и во секој случај поздраво. Како собственик на 3,5 хектари овошни насади, Љубе Пампулевски вели дека се обидува да ги примени сите современи практики во производството за да постигне подобар квалитет и пласма на јаболкото. Како дел од овој проект, тој заедно со уште 12 земјоделци од Преспанскиот регион биле во студиска посета на италијанската област Емилија Ромања, позната по одгледување на јаболка, за да ги осознаат најсовремените трендови во земјоделското производство. Имавме прилика на дело да го видиме сето тоа како функционира, како тие задруги, здруженија, кооперативи во Италија функционираат. Тоа ќе мора да се примене и кај нас нивото искуство за да бидеме подобри, поефикасни и поуспешни во иднина. 7 агрометеоролошки станици покриваат околу 90% од обработливото земјиште во Преспанско. За сега 170 земјоделци добиваат прецизни податоци од агрометеоролошките станици дали и кога треба да ги прскаат јаболката со пестициди, но се очекува дека нивниот број допрва ќе се зголемува. Од Сдруженијето на земјоделци во Ресен велат дека со тоа уште повеќе ќе се намали прекумерната употреба на пестициди и ќе се заштити животната средина. Проектот Иновативни практики во заштита на околината, кој освен поставувањето на агрометеоролошка станица, вклучува и практики за подобрување на третманот и квалитетот на водата во басенот на Преспанското езеро, како и низа обуки за подигнување на свеста за заштита на животната средина, е поддржан од Европската Унија со околу 182.000 евра во рамките на програмата за прекугранична соработка Македонија-Албанија во рамките на ИПА компонента 2.